Добар ден на сите, јас сум Зарева Ива и денеска ќе ја бранам мојата проектна задача по предметот филозофија на темата еволуција на демократијата под менторство на професорот Оливер Арсовски. Инспирирана од распаднатиот систем демократски во нашата земја, дојдов до желба етапата од своето матурирање да ја завршам презентирајќи за тоа што навистина значи да се живее во демократија, кои се нејзините видови, од каде потекнува и така натаму. Така што денеска нема да зборуваме за распаднати системи, туку ќе зборуваме за тоа од каде потекнува демократијата, кои се нејзините видови. Зошто е истата таа важна? Што ќе кажат големите филозофски имиња за неа и колку е моќна моќта и силата на народот. Именно, зборот демократија доаѓа од двата старогрчки зборови демос, што значи луѓе, и кратос, што значи владење. Со што доаѓаме до заклучок дека терминот демократија би се дефинирал како владење на народот и нели дека врховната моќ на владењето ја има народот. Првиот филозоф кој ќе ја даде дефиницијата за демократијата ќе биде Абрахам Линколн во 1863 година, со што тој ќе ја дефинира демократијата како власт на народот, преку народот и за народот. Сега, оваа многудимензионална дефиниција ќе дефинираме на следниот начин. На народот, а тоа значи дека народот е тој кој го доделува мандатот за практикување на власта. Истиот тој има моќ, како што го дал тој мандат, на истиот начин и да го земе мандатот, доколку во случај човекот на кој е даден тој мандат не ги исполнува сите барања на луѓето. Преку народот, тоа значи дека практикувањето на власта се извршува преку избраните застапници на народот или преку директно учество на граѓаните. И за народот, тука ова значи дека сите работи што се извршуваат треба да бидат во интерес на народот, тоа е за општото добро, а не за личните интереси на владетелот. Што значи демократијата како политички систем? Демократијата не е ниту автократија, ниту монархија, ниту олигархија. Туку демократијата во теорија значи владење се по вољата на народот. Тоа значи дека немаме ниту еден што само диктира, туку народот ја има сета таа моќ за да ја контролира власта. Едно демократско општество се карактеризира по следните работи. Имаме устав, еднакво за сите граѓани, општо избирачко право, права, човечки права, плурализам и конкуренција на интереси, парламент, мнозински систем, класичен модел и ранговни односи. Услови. Сите овие работи ќе ги објасниме на следниот начин. Да се има устав, тоа значи дека истиот тој устав е во пишана форма и ги одредува сите институционални рамки на демократијата. Еднаквост на сите граѓани значи дека сите граѓани имаат исти заштитнички права и исти правно дефинирани должности. Општо избирачко право, тоа значи дека сите граѓани кои припаѓаат во возрастната категорија на луѓе го имаат правото да отидат на избори и да гласат, без разлика дали тие избори ќе бидат претседателски, парламентарни или локални избори. Сега во секоја држава, нели, индивидуално си е, зависи нели на која годишна возраст граѓанинот станува, нели, се смета како возрастен човек. Например, во нашата земја сите граѓани со наполнати 18 години имаат право на глас. Правата овозможуваат на граѓаните можност и пристап за тие да имаат учество и во права ќе ги споменам слободата на говорот, слободата на мислата и слободата на слободниот печат и така натаму. Имаме човекови права, со што по ратификувањето
на меѓународната конференција на човекови права, сите граѓани ги имаат заштитени прави и слободи и човековото право ние го имаме, основното право, тоа е правото на живот, ние го стекнуваме со самото наше раѓање, а сите останати некои се стекнуваат од самото раѓање, некои се стекнуваат со полнање на годините. Плурализам и конкуренција на интереси. Тоа значи дека еден поединец или групација има право да основа или да биде приставник до некоја политичка партија, лоби група или невладина организација. И самото тоа што имаме плурализам, а тоа значи дека имаме повеќе политички партии, повеќе невладини организации и лоби групи, тоа значи дека сите тие имаат различни интереси и заради тие различни интереси ние имаме конкуренција и се создава конкуренција и поради тоа имаме и сите тие јавни расправи и судири на интереси. Парламент. Парламентот исто така е познат под името законодавен дом, затоа што представува тело на представниците на народот. Затоа што во парламентот се донесуваат законите, се толкуваат законите, се анализираат законите. Мнозински систем. Само тоа ни кажува дека мнозинството е тоа кој одлучува, а малцинството е должно да ги прифати сите одлуки кои ќе бидат донесени од страна на мнозинството. Класичниот модел. Класичниот модел ја дели власта на извршна, законодавна и судска власт. Извршната власт припаѓа во рацете на владата, законодавната на парламентот и судската на судот. Рамковните услови се тука за полесно решавање на сите конфликти со кои се соочува една држава. Сега ќе одиме на делот повеќе неисториски за тоа од каде потекнува демократијата. Одиме во градот, малку во виделот на времето, одиме во градот држава Атина, и јас би ја нарекла Атина око на демократијата и мајка на око на Грција и мајка на демократијата, затоа што представува во тоа време град, држава и политичка и филозофски центар каде што почнува да цути не само демократијата, туку и трговијата и сите останати науки. Имено демократијата во Атина почнува да се развива во 5 век пред нашата ера. Како татко на демократијата се смета Клистен, од причина што тој донел реформи кои ја подкопале доминацијата на аристократските семејства и направил поврзување на атињаните во владењето. Исто така, тој ги направил граѓаните на Атика да се водат како граѓани на Атина, за да имаат еднакви права како и атињаните. Затоа што во тоа време во Атина сите што биле доселеници, тоа е странци, не и биле толку привилегирани како да ја имаш титулата атињани. И поради тоа тие имале директна демократија, а тоа значи дека тие самите се собирале кај Акропол и самите се дискутирале за донесувањето на одлуки, меѓутоа нели потусов само да се атињани и да немаат никакво друго странско потекло. И тие немале, пошто кажав, еден представник кој ги представува интереси на народот, туку тие самите донесувале одлуки, а начинот на излекување на членови го правеле преку излекување на ждрек. Правото на глас го имале само луѓето кои биле родени во полисот и го имале тоа само машките атински граѓани со наполнети 20 години, но потусов да имаат завршено воена обука. Никакви права во Атина немале рабовите, жените, децата и странците. Советот на Атина бил составен од 500 членови, во историјата тој совет е познат како Буле и постоеле тогаш во Атина 10 племиња и од сите 10 племиња биле давани по 50 членови со што бил формиран тој совет. На секој ден биле повикувани тие заседанија кај Акропол, меѓутоа, со текот на времето, интересот за собирањето на тие заседанија се повеќе опаѓа. Меѓутоа, грците не се откажале и тие не дозволувале кога се донесувале важни одлуки за државата, грците да бидат затворени дома, со што тие направиле спроведување мерки за учество на заседанието.
Тоа го правеле на начин што ги затварале тој ден кога имало заседание сите пазари, че сите пазари биле блокирани и сите улици воделе кон Акропол. Ние на улица не водела на друго место. Исто така, еднаш годишно имале право да испратат еден сограѓанин на прогонство. Тоа го правеле на начин што секој член добивал по парче керамика и ако истото тоа име, први се гласа дали воопшто треба некој да се прати на прогонство и ако мнозинството гласа дека треба да се прати на прогонство, секој добива парче керамика со што го запишува некој име на земјата и доколку истото тоа име било повеќе од 6 пати, истиот тој човек се испраќа на прогонство и тоа прогонство трае 10 години. Имаме во продолжение некои слики како изгледале тие заседанија, забележуваме тука дека сите се мажи, дека немаме ниту еден странец, немаме ниту едно дете, ниту пак жена, ниту роб. И еве уште една слика од атинските граѓани. Освен тоа што Атина представува центар на сите науки, на целата трговија и така натаму, самата Грција дава големи филозофски имиња кои морам да ги споменам. Мојата и една од моите омилени теории е теоријата на Платон, што тој ја дава за идеална држава. Платон смета дека за да една држава функционира добро и за да таа држава треба да ја водат филозофите. Тој дава слика за идеална држава преку методот глава, гради, стомак. Според Платон, човековото тело е создадено од глава, гради и стомак. И сега, за да имаме комплетирана слика за тоа како треба да функционира една држава, Платон го вели следното. Во глава, разумот оди во главата, тоест разумот е во главата. Војата оди кај градите, а апетитот припаѓа на стомакот. Од разумот ние добиваме мудрост, од војата добиваме храброст, а апетитот не тера да бидеме воздржани. Така што тој дава јасна слика за таа хиерархија на државата, како за еден свинџер кој треба цврсто да се држи да функционира една држава. Сите карактеристики од главата припаѓаат на владетелите, тоест треба да припаѓаат. Сите карактеристики од градите одат кај чуварите, а сите карактеристики од стомакот одат кај работниците. И ова е таа слика на Платон, кој тој ја дава за да функционира една држава. Исто така, не смееме да го избегнеме најголемото филозофско име Аристотел, така што тука ќе ја споменам и неговата теорија во поглед на оваа тема. Тој во своето дело Политика, што мислам и сметам дека представува како треба да представува Библија на секој политичар, за да тој влезе во политиката. Тој во своето дело теорија се обидува да разграничи и да открие кое државно уредување е најдобро. И според него постојат 6 вида на власт, како добри форми на владење, тоест на државни уредувања. Тој ги смета монархијата, аристократија и демократија, а како лоши форми на државни уредувања тиранија, олигархија, охолократија. Тој ги објаснам сите. Монархија тоа значи дека кога владе еден добар владетел, аристократија кога владе група на луѓе кои се најдобри во државата и демократија, како што кажа, владење на мнозинството на народот. Тиранија значи кога владе еден човек, меѓутоа кој има земено власта присилно, олигархија значи владење на најбогатите во државата и охолократија значи владење на најлошите луѓе во државата кои власта ја зеле присилно и работат само за своите интереси. Преминуваме на римската демократија, која во суштина е многу слична со атинската демократија, меѓутоа единствена разлика во тоа е тоа што во римската демократија право на глас може да имат луѓето без римско потекло, во однос на грчката, каде што тие мора да бидат атињани, а не странци или робови.
Филозофијата на римските стоици ги акцентирале правата на непривилегираните, тоа што го кажав, значи тие што немале римско потекло да бидат еднакви и тие сметнале дека сите луѓе првенствено треба да имат еднаквост пред Бога. Нивната идеологија возможила развиток на модерната теорија на демократијата. Одиме во периодот кој во историјата е познат како мрачен век. Станува збор за средниот век, а мрачен век е најчестиот епитет кој му се дава затоа што средниот век се карактеризира по тоа што имаме владење на свештеништвото и феудализмот. Меѓутоа, и покрај тоа што повеќето региони во Европа биле владеени од страна на феудализмот или свештеништвото, зраците на демократијата се уште не се зајдени и постојат уште држави и примери по кои може да видиме дека демократијата во средниот век се уште постои. Како што кажав, постоеле различни системи кои вклучувале избори или собрани. Како например, првото документирано парламентарно тело во Европа било Кортес од Леон, основано од Алфонсо IX во 1188 година. Република Рагуза обезбедила право на глас само на својата машка аристократија. Првото представничко национално собрание во Англија било парламентот на Симон де Монфор во 1265 година. Тука имаме појава на петиција, а појавата на петиција уште во тоа време има исто значење како денеска, а тоа значи дека петицијата се користи за парламентот, а парламентот се користи како форум за решавање на поплаките на обичните луѓе. Затоа што петиција се прави со тоа што имаме некое незадоволство и собираме потписи за да докажеме пред парламентот дека ние не сме задоволни од тоа нешто. Имаме благородна демократија во Полска, ќе објаснам и неа. Во Полска имаме благородна демократија, а таа благородна демократија сака да ги зголеми активностите на средното благородништво и со зголемувањето на активностите на средното благородништво, магнатите ќе се стекнат со право да ги имаат највисоките функции во државата. А всушност магнати се луѓе кои во тоа време биле благородници што се разликувале од тогашните барони. Магнатите го достигнуваат тоа со што заземат највисоки функции во државата и седат во кралскиот совет. И подоцна, поради значењето на средното благородништво, се формира локално собрание и тоа локално собрание постепено си добива свој права и свои слободи. Како што завршува епохата на феудализмот, така имаме и појава на средната богата класа која ги поседува и времето и парите кои се употребувани за да се дојде до тие владеечки кругови. Одиме во раниот период на модерната ера. Ова се карактеризира со тоа што тука го имаме првиот бунт кренат против монархијата во Англија 1642 година. Подоцна го имаме законот за правата кој бил донесен во 1689 година и кодифицирал прави слободи. Нацрт законот поставил услови за регуларни избори, правилно по парламентот и ограничена моќ на монархот. И обновениот интерес за Магна Карта го поттикнал развој на политичката филозофија на британските острови. Во овој период имаме познатиот филозоф Џон Лок. Џон Лок стои на ставот дека сите граѓани на кои нема да им се исполнат интересите од владеачите, треба да се бунтува. Неговата либерална демократска рамка на владење останува најистакната форма на демократијата во светот. Исто така, делата на Џон Лок се сметаат како основачки документи на либералната мисла кои ќе имаат големо влијание врз водачите на американската, а подоцна и на француската револуција. Демократијата во 18 и 19 век. Ова се карактеризира со тоа што првиот парламент на Велика Британија основан во 1707 година со спојувањето на кралството Англија со кралството Шкотска, истиот бил избран од наши собственици на име. Било застапено даноченото селенство, со што обичните луѓе без оданочен имот немале право на глас. Краткотрајната Корзиканска република била првата република која имала прв обик да ги вклучи жените во избирачкиот систем. Меѓутоа тоа било безуспешно, но било мотив за да подоцна Нов Зеланд да стане првата земја во светот
која ќе воспостави активно универзално право со признавање на жени. Во 1989 година Франција е усвоила Декларацијата на човековите права, а универзалното право за глас било достигната во 1954 година. Демократијата во 20 и 21 век. Транзициите на 20 век и тоа што придонело до кошење на либералната демократија било сето тоа што се случило во текот на 20 век. Тука највеќе алудирам на Првата и Втората светска војна кои донеле голема депресија кај луѓето, се случувале многу деколонизации, политички и економски разрешувања. Најбитно тука е да се спомене дека најуспешни од новите демократи биле оние географски и културолошки најблиску до Западна Европа, кои сега се дел од Европската унија, и зборните демократи сега представуваат 120 од 192 постоечки земји. И исто така, што е многу важно да се спомене, дека во 2007 година Обединетите нации го прогласиле 15 септември за Меѓународен ден на демократијата. Тука само ќе ги споменам видовите на демократија. Имаме директна, која споменав кога зборував за латинската демократија, либерална, која се карактеризира за повеќе политички партии и сите прави слободи, представничка демократија, каде што нели имаме избор на представници пратени од народот, изборна демократија, тука спаѓаат нели изборите, парламентарна, председателска, весминистерска, која се карактеризира во Обединетото кралство, и Џексонова демократија, најмногу се употребува нели потекнува од американскиот толкувач Џексон. Како заклучок на денешната презентација би рекла дека демократијата не треба да се сваќа здраво за готово. Не е само ние да кажеме демократија е нели владење на народ и тука да престане сето тоа, туку демократијата цело време треба ние да ја обновуваме и да се информираме и едуцираме за истата. И како што на нас ни се ближат нели изборите, јас би рекла дека сите луѓе треба да излезат и да гласат, макар и да го направат тоа лишче невазечко, затоа што гласот на народот или тоа пенкото со кое ние ќе заокружиме, ние го држиме на некој начин, ја држиме едината на нашата држава во тоа пенкото, така што апелирам дека треба да се гласа и да се изнесе тоа право на глас. Затоа што демократијата и не представува само излегување на избори, туку демократијата ни дава на нас во заклучок дека нема нешто посилно од војата на народот, народот дава, но народот и зема. Ви благодарам на вниманието. Браво, браво. Одлично, Иван.